Помина времето на ефтина храна. Деците непоранишниот министер за земјоделство, а сегашен советник на министерот Николовски, Трајан Димковски. Тој во интервју за ТВ каналот Слободна ТВ вели дека зголемени се сите трошоци за производство, што неминовно води до зголемување на цената на чинење на храната. Она што е актуелно во храната, нели зборуваме за ова последна година, е секако поскапувањата цените, но тука да кажеме дека и инпутите исто така драстично се зголемија. Покачувањето на цената пред се влие на малтене 3 пати зголемено цена на вештачките ѓубрива, кои како влијаат на приносите и квалитетот секако. Исто така заштитните средства, нафтата се покачи, сите инпути, работната рака исто е зголемена, така да, бидејќи знаеме во земјоделството имаме некаде околу 60.000 годишни сезонски работници кои се ангажираат, така да сите трошоци се покачени и следствено на тоа имаме и покачени цени кај нас, а секако и на глобалните пазари. Димковски додава дека годинава Македонија ќе произведе повеќе сончогледово масло од сопствено производство. Сега, преку интервентната програма, 1.200.000 евра се одвоени за производители на свињи. Негде 80 милиони денари, тоа е 1.300.000-400.000 евра за заклано јагне. Значи, сите овие идат делови дополнителни субвенционирања за да им помогнеме. Знаеме дека за производството на јачмен, пченица, пченка, сончоглед, кои што така отидовме преку интервентен фонд за да ги намалиме трошоците за вештачкото ѓубриво. И очекуваме во ова да имаме една добра политика, да кажем, каде што ќе имаме зголемено производство, но и тука исто така сериозниот пристап на играчите, ако може така да кажем, во овој сегмент, пред се сакам да го нагласам во делот на сончогледот за производители на сончогледово масло, кои исто така сериозни се, кои се завземаа и заедно ги креиравме сите овие мерки и политики, се со цел да што помалку бидеме зависни од целата ова работа која што ни се случува за основните продукти. Така да очекувам, но овие политики мора да бидат долгорочни. Значи не може ние само во една сезона да се интервенираат и очекувам дека ќе имаме добри резултати во делот на производството и за пченицата, за јачменот, сончогледовото масло, веќе се очекува и двојно да имаме поголемо производство оваа година. Поголеми посеви или поголеми приноси? Имаме и поголеми посеви, значи поголеми површини. Приносите зависат од кај нас, бидејќи тоа е све на отворено, но оваа година може да кажеме дека овие дождовите во мај и почетокот на јуни сега што ги имавме и како се значајни. Во однос на увозот на пченица, Димковски вели дека годишно за оваа намена се трошат 15 милиони евра, споредувајќи дека за увоз на тутун годишно се трошат 17 милиони евра, а за увоз на кафе 21 милион евра.